најголема е бројката на преселби од село во град и тука најголемо учество има североисточниот регион со 40,8%. Граѓаните се со поделени мислења за оваа миграција. Вела дека тој процес се сопрен во 80-тите и дека сега се враќаат жителите кои претходно се иселиле во своите родни краишта, но бараат повеќе вложувања за да заживеат селата. Нема људи. Нема људи там да ше. Нема људи више. По села нема, еве јас сам од Рударе, ја работеше, ќе ви кажу право, некој медицин. И имало е 306 куќе Рударе шопско. А сак нема ни 30 куќе по една. Сите ли се преселија? Се преселија људи, нема. Каде избегаа луѓето? Па Кратово и Куманово, Скопје. Деца неќе да работи, избегаа, отидуваше за Русија, отидуваше за таму. Никој нема кој да работи. Земју имам 8 хектара земју под воду све. Све човека да роди, ма нема кој да работи. Послабо. Сега од град сидат во село. Што треба да преземе државата за да се вратат еве луѓето како што велите во село? Па во село да услови да има поише за живот. Патишта исто. Мислам дека да. И друга опција и од Кратово и од каде не се селија, каде не се. Во Куманово на Белград. И од време и сега. Што е потребно да се задржат жителите на село? Услови за живот. Сега веќе се прават некои, меѓутоа од друга страна па и жители не. Па нема ли касни со инфраструктура и други потреби на населението? Бога ми не знам да се сели од село у град, пошто таму поише јадење има, дека нема одење. Јадење. А што е потребно да се задржат жителите на село? Што треба да се преземе? Не знам, некои услови да ги даде до, иначе никакви услови не ги дава. Порано доаѓа со село град. Значи од село доаѓа со град, а сега веќе има кој има доста машини кои го обработуваат земјиште и остануваат во село. Па како дојде од село, повеќе личи на село него на град. Малку да се средат жителите, џубре форат на сите страни, културата малку градска да ја примат. Според последните податоци на статистика, во однос на бројката на раѓања, најмногу бибиња се раѓаат во Скопскиот регион, а најмалку во Вардарскиот. Градовите предничат пред селата во однос на раѓањата, односно во градовите се родени 13.764 деца, наспроти 9.832 деца во селските средини. Просечната возраст на мајката во градовите изнесува 29,1 година, а во селските средини 27,6. Во градовите просечно жената станува мајка на околу 27,7 години, а во селата на 25,2 години. Во градовите е поголем и број на умрени лица, односно 11.944 наспроти 7.774 умрени лица во селата. Најмногу смртни случаи има во Скопскиот регион, а најмалку во североисточниот регион. Просечната возраст на умрените во градските подрачја изнесува 71,8, а во селските средини 73 години. Во Куманово недостасуваат уште фонтани и јавни чешми, кои особено им се потребни на граѓаните во летниот период. Постојат единствено неколку фонтани кои се наоѓаат во централното градско подрачје, а според граѓаните тие се потребни и на другите делови од градот, но секако доколку нормално функционираат. И додека во другите европски градови луѓето се воодушевуваат на прекрасните фонтани кои пленат со својот изглед и дизајн, во Куманово граѓаните се жалат дека не само што недостасуваат фонтани и јавни чешми, туку и оние со кои располага градот не работат. Особено во летниот период кога се потребни чешми во функција на сите локации од градот, кумановчани нема каде да се освежат и разладат. Постојат единствено неколку фонтани кои се наоѓаат во централното градско подрачје, а според граѓаните тие се потребни на другите делови од градот, но секако доколку нормално функционираат. Треба фонтани да има повише и на повеќе места. Како не пуно? Едно 3-4 сигурно. Особено во летниот период. Да се разгладуваат и деца и да се треба. Голем град нема ништо, тоа е. Потребни се пошто вруќина е, треба зимно време може да ги сапрев, мраз, али летно време е потребно било куде да се стави и оште. Би требало повеќе да има, да не и тоа е некое решение со овие жештини, ама
сепак треба. Еве, пошли сме, например, с дете или за возрастни, чисто да се разлади човек, да он еди на жештините. Треба секако. За 2-3 фонтани низ центар дали ги има, која работи, која не. Javni češme da, a za fontani ne znam, to se troši voda, možda i bespotrebno, ali dobro, treba da javni češme treba da ima. Treba posjeći sigurno. Sigurno oni повеќе не работат. Сега во сред лето не работи фонтана. Другата сигурно исто не работи. Запушени со отпад, некојаш преливат и така. Ништо нема, нима фонтани, нима паркови, нема ништо. А потребни ли се повеќе? Потребни, сигурно потребни. Граѓаните това го сакат, али власти. И покрај тоа што на градскиот поштат има 2 големи фонтани, во моментот кога ние поминувавме не функционираа. За фонтаната на Батко Ѓурѓија знаеме дека во зимскиот период е празна, но прашањето е заслужува ли Батко да се пече и на ова пеколно сонце. Спомен Костурница е гордоста на кумановци и грб на градот. Иако е заборавен од сите, тој во минатото беше место за неколкучасовен престој на граѓаните од сите возрасти. Ваков тип на споменик не заслужува само парцијално и површно да се уредува, и тоа само во пресрет на одбележување на националните празници. Иако важи за гордост на кумановци и грб на градот, спомен Костурница остана заборавен во минатото. Навистина е жално да споменикот кој одбележал борбата за слободата на македонскиот народ биде оставен во милост и немилост. Нашата камера забележа руинирани објекти, скршени светилки, клупи обраснати со трева, насекаде расфрлено ѓубре кој што се уште стоеше да не потсети дека тука некој престојувал и го оставил заборавено како и споменикот што остана заборавен. Граѓаните со свежа меморија се сеќаваат за изгледот на споменикот во минатото, за неговите убавини и за можноста да споменикот биде излетничко место, по можност да се изградат објекти за забава на младите луѓе, да се зголеми посетеност и да се добие плюс место, каде ќе можеме да излеземе и да се рекреираме. Па ја не сам био одавна, право да ви кажам, стар кумановаc сам, али дали треба да се иде, али треба прво да се дотера, да се обнови малце, да се обнови тие такви работи. Се сеќавате ли вие како порано какво е било? Порано беше, јас мислам дека поубаво. Како беќар таму сме ишли, па сме се сликале с девојки и така. Па убаво беше, порано и клуб е средено, стазички убави, зеленило, цвеќе, народ идеше и спомени Костурницу и Долни парк е бие многу убав. Цел град ише таму, викенд, субота, неделја, прошето смо деца. Дали знаете сега во каква состојба сте биле ли да видите сега какво е таму? У есен беше где, да, там малко па е запустено, не е средено. Треба, има. С мало улагање ќе се направи, да биде убаво место за млади, посебно сега летос кога се иде навечер, се шета, да се осветли и све тоа. Мислите дали доколку заживее ќе биде навистина убаво излетничко место за кумановци? Како го пометите вие порано? Па порано било по-друго, други луѓе се били. И многу е болje било него. Па добро, убаво е место, високо е место, чист ваздух. Осветено не е. Али има место, има да се изгради и клупе да се постави, да се изгради и да се постави некои работа и музика може да се направи, има место доволно. Седење да се организира некои работи што може да се предизвика луѓе, да може да иде повишка луѓе. И луѓе би се повише поштувале, кад би било таква нещо. Али тешко, у наш град тој нема. Што треба да се направи за да ги привлечеме кумановците да отидат там на излет? Па да се обнови парк, клупи, поприступачно место да има стражари тамо што обезбедување. Тоа е тоа. Ваков тип на споменик не заслужува само површно да се уредува и тоа само во пресретно одбележување на националните празници. Тој во минатото беше место за престој по неколку часови на граѓани од сите возрасти. Се доаѓаше за спортски игри, прошетка, пикни со пријателите и семејството. Граѓаните се прашуваат дали Куманово не заслужува излетничко место и да се врати некогашниот сјај на споменикот. Нивото на комуналната бучава во Куманово ги надминува утврдените гранични вредности. Според информациите на Центарот за јавно здравје, највисока вредност на бучавата е измерена на најголемите сообраќајници во централното градско подрачје. Мерењата на бучавата се реализираат 2 пати годишно на 10 локации во градот, со што се опфаќа комуналната бучава која се состои од сообраќајот, угостителски објекти и градежни активности. Локациите каде се мери бучавата се одредени во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање.
Нивото на комунална бучава во Куманово ги надминува утврдените гранични вредности. Според информациите на Центарот за јавно здравје, највисока вредност на бучавата измерена е во најголемите сообраќајници во централното градско подрачје. Мерењата на бучавата се спроведуваат 2 пати годишно, на 10 локации во градот, со што се опфаќа комуналната бучава која се состои од сообраќај, угостителски објекти, градежни активности. Локациите каде се мери бучавата одредени се во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Како и во сите градови во Македонија, значи имаме повисоки вредности од граничните вредности што се со законската регулатива дадени, како и секоја година, така и оваа година. Меѓутоа, за населението е битно колку од таа бучава доаѓа во становите, колку од таа бучава се слуша на работното место, значи колку сме изложени на таа бучава. Со мерењата опфатени се неколку периоди во текот на денот. Мерењата се вршат во 10, 15, 19 и 23 часот. Мерењата се спроведуваат во согласност со законската регулатива, која е усогласена со европските стандарди. На секое мерно место се вршат по 100 мерења, се обработуваат софтверски и се добиваат резултатите кои регистрираат зголемено ниво на бучава во однос на граничните вредности. Па најмногу брзо се вози. Мотори навечер не може да се спие доле по Октомвриску. На булевар што пречи тај бучава, иначе на друго место не. Како да не? Иако сме далеку таму горе, пречи. Оджите кога пеат. Најголеми тежина децибели, од тие се слушаат, нема ни спиење ни ништо. Не ми смета, што ми смета, ништо не ми смета, нек си работи кој што си има работа. Не пречи нормално. Што најмногу ви пречи, градежно или сообраќај? Па сообраќај, овде. Да ви кажам, јас седам многу мирен крај. Затоа не ми уопште, немам бучаву. И стварно, а и овде по град не, ја мислам дека не. Не е на зголемено не. На сообраќајници? Па не, од овие деца млади, знаеш како е. Бугарско мерење на брзину и тоа е тоа. На страну тамо, не ми толку сметат сега овие, да сум у центарот тука. Кој најмногу страда, да кажем, овие што живеат во центар? Што живеат во град. Постојано у 2 сат кога ќе стисне мотор, лудницу прави. Вау. Нити полиција му помага, нити никој ништо не му помага. Тоа е. Бучавата според лекарите е непријатно субјективно чувство и делува како стресоген фактор кој резултира со физиолошки и бихевиорални промени. Негативните здравствени ефекти од бучавата може да бидат акутни или хронични, во зависност од видот, временската изложеност, а најзагрозени се повозрасните лица и децата, кои освен вознемиреност пројавуваат нарушување на сон, ментално здравје, кардиоваскуларни ефекти, пречки во говорна комуникација. Патроли составени од полициски службеници и родители, представници од родителските совети при училиштата. Педагошки и социјални работници беа дел од патролите кои синоќа во Крива Паланка извршија обиколка на најпосетуваните места за ноќна забава на малолетниците во градот. Дел од патролата беше и претеничката Сладјана Митовска, која поздрави акцијата за подигање на јавната свест за малолетничка деликвенција. Со цел да се анимираат и едуцираат родителите за потенцијалните ризици на кои е изложена малолетната популација во летниот период, во Крива Паланка беа реализирани мешани патроли во обиколка на местата за ноќен живот. Полициски службеници, родители, представници од родителските совети при училиштата, педагошки и социјални работници посетија неколку популарни места, а кон акцијата се приклучи и претеничката од редовите на ВМРО ДПМН Сладјана Митовска како позитивен пример за действување во насока на подигање на јавната свест за малолетничката деликвенција. Сакам да ја пофалам оваа акција на Министерството за внатрешни работи и секако со моето присуство сакам да дадам подршка на акцијата, затоа што сметам дека е многу значајна, бидејќи овие мешани патроли
се многу важни за за Министерството за внатрешни работи, секако и за институциите кои што работат со малолетници. За вечерва е планирано да ги посетиме сите актуелни места каде што излегуваат малолетниците и на овој начин да видиме со кои се можни ризици се соочуваат. Сакаме да видиме дали се конзумира алкохол, цигари и секако некои други забранети, односно недозволени супстанции. Со моево присуство вечерва сакам значи да ги поканам, да дадам еден пример и да ги поканам сите родители да се вклучат во акцијата на Министерството за внатрешни работи и на тој начин значи и самите да имаат увид каде излегуваат нивните деца, да видат со која група на врсници се дружат и средината во која што излегуваат. Со мешаните патроли родителите се соочуваат со реалната состојба на терен и добиваат представа за ризиците на кои се изложени нивните деца, вели директорот на Основното општинско училиште Илиндан Дејановски, кој беше дел од патролата. Ова е една позитивна акција која што прави Министерството за внатрешни работи заедно со Советот на родители и социјалните служби. Ние како директни учесници на животот на младите луѓе, бидејќи кај нас има помали ученици, но сега ќе одиме да видиме постарата генерација што работи после 12 часот. Значи ова е една акција каде што превентивно треба да се провери каде нашиве деца, каде нашите ученици, каде нашата младина престојува и со какви активности се бави. Ваквите мешани патроли, кои во Крива Паланка се реализираат веќе трета година поред, се во организација на Одсекот за превенција при СВР Куманово и полициската станица од општа надлежност Крива Паланка. Исти такви викендов беа спроведени и на територијата на Куманово. Од година во година расте интересот на земјоделците за финансиска поддршка од државата. Од вкупно регистрирани 1500, 1267 земјоделци од општините Крива Паланка и Ранковце до крајниот рок аплицирале за субвенции за финансиска помош при земјоделско и сточарско производство, информираат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Вкупно 1267 земјоделци од Крива Паланка и Ранковце поднеле барања за финансиска поддршка при земјоделско и сточарско производство, информираат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Интересот од година во година е се поголем, велат одговорните, а освен за бенефитите од владините мерки за субвенционирање, има и млади земјоделци заинтересирани за започнување земјоделска дејност. Веќе заврши рокот за аплицирање за финансиска поддршка, она што популарно кажано субвенции за 2015 година. Оваа година имаме зголемување во однос на барателите на субвенции, односно имаме вкупно 1267 земјоделци кои што аплицирале за финансиска поддршка за сточарско или за растително производство од Крива Паланка и од Ранковце. Во зависност од тоа, минатата година имавме 1253, што значи дека имаме мало зголемување. Навистина вработените во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има огромна работа. Станува збор за 1267 земјоделски стопанства или околу 1267 семејства кои што ќе имаат бенефити кои што ќе се стекнат со право на користење на овие средства и ќе ги добијат средствата на своите жиросметки кои што ги имаат впишано во барањето. На подрачјето на Крива Паланка и Ранковце вкупно 1500 земјоделци имаат регистрирано и пријавено производствени капацитети, а финансиската поддршка за 2015 за земјоделците ширум земјава изнесува 140 милиони евра. Кумановец случајно застрелал сограѓанин. Повредениот по укажаната помош во Кумановската болница е префрлен на една од скопските клиники. МВР по целосно расчистување на случајот ќе поднесе соодветна кривична пријава. 33 годишен Кумановец ГМ не сакајќи застрелал 45 годишен сограѓанин. Настанот, информираше МВР, се случил вчера во 14 часот и 30 минути во двор на приватна компанија лоцирана на улицата Индустријска.
33-годишниот кумановец додека раковал со пиштол марка Глок калибар 9 мм, кој го поседувал со дозвола, поради невнимание испукал куршум и го ранил 45-годишниот РМ во ногата. ГМ го однел повредениот во Кумановската болница, каде што лекарите му укажале првична помош, пошто, како итен случај, префрлен на една од скопските клиники. Увид на местото извршила екипа на Кумановската полиција. Пиштолот, испуканата чаура и зрното подигнати се за вештачење. Кумановецот е приведен, информираат од МВР, и по целосно расчистување на случајот против него во основното јавно обвинителство ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Во Кратово по пети пат се одржа меѓународната манифестација Европски фестивал на тамбурашки оркестри, на која настапија повеќе оркестри и истакнати поединци од областа на тамбурашката музика од неколку земји: Македонија, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина, а специјален гостин беше Нино Величковски. Пета година поред публиката во Кратово имаше можност да ужива во звуците на тамбурите, проследувајќи го Европскиот фестивал на тамбурашки оркестри, кој се одржа во мултимедијалниот центар во Кратово. Очекуваме кратовската публика со задоволство да ги прими да ужива во овој тамбурански амбиент, за кој што градот Кратово со гордост може да им даде едно големо признание, бидејќи традицијата на тамбурашката музика во Кратово е повеќе од 100 години, така да ние сме тие што сакаме да ја продолжиме традицијата и да оставиме понатаму на идните генерации една платформа или да дадеме еден елан да продолжат со творењето на тамбурашката музика. Фестивалот има и други содржини, односно целта е и промоција на нашето културно и природно наследство, така да гостите веќе се тука 2 дена, ќе останат уште еден ден, што значи дека ќе го запознат градот Кратово и околината, ќе се сретнат со убавите културни и историски споменици, со сите убавини што ги нуди градот Кратово. Ваквите културни манифестации значат афирмација на градот како туристичка дестинација и доаѓање на луѓе и од страна и за нашите граѓани организираме пред се да не одат на концерти по Скопје, по големите градови, него тука на лице место да може да уживаат во едни вакви манифестации. Од година во година, од викенд во викенд, бројот на туристи во Кратово се зголемува. Синоќа имаше една група полски туристи и се надевам во наредниот период бројот на туристи се повеќе ќе се зголемува, не само од нашите општини од Република Македонија, туку и од соседните земји. На фестивалот учествуваа познати оркестри и поединци од областа на тамбурашката музика кои доаѓаат од Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија, а специјален гост беше легендата на македонската тамбурашка музика Нино Величковски. Па вака мене ми е особено драго што јас можам да бидам дел од ова чествување, бидејќи ова е јубилеј 5 години на овој прекрасен фестивал, бидејќи ние далечната 2004 година заедно со Милош ја почнавме ова приказна на Меѓународниот тамбурашки конгрес во Бања Лука и еве 11 поред го работиме Меѓународниот тамбурашки фестивал во Куманово, а веќе 5 пат поред, значи јубилеј во Кратово, кај што ја 3 пат учествувам. Драго ми е заради тоа што еве оваа тамбурашка приказна, поточно европското тамбурашко движење, имавме идеја да се реализира таму кај што е лулката на тамбурата е во Кратово, сигурно знам, со децении наназад, можеби 100 и повеќе години, екзистира тамбурата во Кратово и Кратовскиот регион и во Куманово. И чинам дека има шанса во Македонија има една податлива почва да и луѓето ја сакаат тамбурата, покажува и овој фестивал во Кратово и во Куманово. Јас сум Стојана Плажин из Бања Луки. Јас сум Стојана Плажин од Бања Лука. И ова ми е 3 пат што сум овде на фестивалот во Кратово. Ќе свириме Хемант млади, Зајди Зајди, Суботичко коло, Девојко мала и Една суза. Тоа е наша авторска песна со која сега победивме на фестивалот во Нови Сад. Многу сме задоволни, кратовската публика ја поддржува и ја препознава добрата музика. Кратово е мало место, многу е топло и луѓето се добри и навистина убаво не премија. Јас сум Билјана Недиć, долазим из Бања Луки. Јас сум Билјана Недиć и доаѓам од Бања Лука со градскиот тамбурашки оркестар.
Во Македонија сум прв пат, вечерва ќе ја пеам зајди, и навистина се радувам што сум овде. Убаво е, жал ми е што не отидов во Скопје, но Кратово е многу убав град. Има убава историја, ми се допаѓаат старите градби, многу е убаво. Луѓето се пред се срдечни, добронамерни, така што се е супер. Ми долазимо из Шида, тоа е едно мало место у Србiji. Ние доаѓаме од Шид. Тоа е едно мало место во Србија во близина на Белград, околу 100 километри од градот. Ке свириме 4 композиции, прв пат сме овде, прв пат сме воопшто во Македонија. Ке настапиме со Галеб коло, сплет песни, Јефтановиќево коло и македонско девојче. Многу ни е убаво, добри домакини сте. Пријатни се луѓето овде, а прв пат настапуваме, па ке видиме какви ќе бидат како публика. Честувам на сите фестивали, значи пети фестивал ова е, пети поред. Инаку добро се организира, меѓутоа во рамките на можности, односно финансиски средства. За жал малку се внимание обраќа на овие фестивали, дека се од аматерски карактер. Би требало да се омасови заради омасување и на членството на подмладокот. Па ние се представуваме со 3 кратовски, исклучиво кратовски песни на тоа поднебе и една битолска песна, тоа е Пусти мере кратке. Со Нино Величковски настапуваме со 4 негови песни, ние сме придружен оркестар. Организатор на овој престижен меѓународен фестивал е Сдруженијето за култура и уметност Свети Ѓорѓи Кратовски од Кратово, а фестивалот се одржува под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија и градоначалникот на општина Кратово. За да можеш да ме чуваш само ти, колко те љубам, ќе ти кажам моите звучни акорди. Премиерот Никола Груевски, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски извршија увид во градежните активности на делницата Демиркапија Смоквица. Ова делница чини околу 210 милиони евра. Средствата се обезбедени преку буџетот на Република Македонија, преку Министерството за финансии, но исто така и преку ИПА средствата. Премиерот Никола Груевски и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски извршија увид во градежните активности на автопатската делница Демиркапија Смоквица. Станува збор за мост број 1 пред тунелите. Како што изјави министерот Мисајловски, 63% од трасата е пробиена. Се работи на сите 6 мостови на трасата. Пробиена е целата траса. Зборувам за 23 километри нова пробиена автопатна делница. На самата траса има преку 700 работници и динамиката од месец за месец се зголемува, изјави министерот за транспорт и врски Мисајловски. Министерот истакна дека се очекува до крајот на 2016 година комплетно да биде готов овој автопат. Пробиени се тунелите и се очекува во наредните месеци да биде комплетиран, а активностите ќе продолжат со ист континуитет. Оваа делница чини околу 210 милиони евра. Средствата се обезбедени преку буџетот на Република Македонија, преку Министерството за финансии, но исто така и преку ИПА средствата, односно со помош на Европската унија, информираше Мисајловски. Во моментов се работи на секаде низ Македонија, односно на 3 автопати, како и на голем број магистрални, локални и регионални патишта. Македонија е едно големо градилиште и секаде во секој град се гради локален пат, се гради регионален или експресен пат. Има многу проекти кои за брзо време ќе ги отвориме, односно ќе поставиме камен темелник, Ресен Буково, Дојран Николич, Мокрино Смолари, Бревница во Демирхисар Кривогаштани. Паралелно работиме и во 46 општини. Се асфалтираат доста локални патни правци и со овој континуитет до крајот на годината ќе ги завршиме сите локални патишта и тоа ќе биде преку 700 километри патна инфраструктура во локалните населени места, изјави Мисајловски. Нема потреба од надворешна помош за да се превенира евентуалното влијание од кризата во Грција кај македонските банки, смета гувернерот на Народна банка на Македонија. Тој верува дека домашниот банкарски сектор е отпорен, но и дека е потребно да се има отворени опции. Македонските банки немаат потреба од надворешна помош за да превенираат евентуално влијание од кризата во Грција, но пристапот до инструментите за рефинансирање на Европската централна банка може да послужат како добра поддршка ако е потребно, смета гувернерот на Народна банка на Македонија Димитар Богов.
Не очекуваме на Македонија да ја биде потребна каква било надворешна помош. Веруваме дека домашниот банкарски сектор е отпорен, но секогаш е добро да има отворени опции, наведува Богов во изјавата за Reuters. Но вели гувернерот на Народна банка на Република Македонија, не е јасно дали инструментите на Европската централна банка ќе се применуваат и на земјите надвор од Европската унија. Ако се применуваат, тоа би било совршена поддршка, смета Богов. Европската централна банка најави дека ќе ги засили капацитетите и можностите за финансиска поддршка во Бугарија, со што би можело да им се помогне и на другите земји во регионот да се спречи прелевањето на кризата од Грција. Грција е на референдум на кој грците треба да кажат да или не на предлозите на меѓународните кредитори за продолжување на финансиската помош за земјата. Председателот на Тунис, Бежи Каид Есепси, прогласи вонредна состојба во земјата. Хилари Клинтон ја обвини Кина дека краде комерцијални тајни, големи количества владини информации, како и дека се обидува да хакира се што не се движи во Америка. Граѓаните на Грција, која се наоѓа во длабока должничка криза, денеска гласат за условите кои што ги предлагаат кредиторите за возврат на доделување финансиска помош на нивната земја. На денешниот критичен референдум, кој што е од големо значење за иднината на земјата, расте и тензијата помеѓу поддржувачите на референдумот, кои велат дека земјата треба да остане во Европската унија, и противниците кои се спротивставуваат на насилно наметнатите барања од надвор. Според анкетите, поради тоа што гласовите и на двата блока се речиси изедначени, резултатот од референдумот ќе го одредат неодлучните граѓани. Од грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис синоќа пристигна за чудувачки истап. Варуфакис во изјавата за шпанскиот весник El Mundo начинот на однесување на кредиторите кон Грција го окарактеризира како тероризам, истакнувајќи дека доколку би се добили негативен резултат од референдумот, лично е уверен оти ќе се постигне нов договор. Во земјата која е фокусирана на денешниот историски референдум, грчките граѓани со големо интересирање го очекуваат резултатот што ќе се добие. Воведена е вонредна состојба во Тунис. Ваква одлука е донесена по крвавиот масакар кој се случи на 26 јуни во туниското туристичко место Сус и во кој загинаа 38 туристи, генерално британци. Исламската држава ја презема одговорноста за крвавиот напад. Безбедносните мерки во оваа северноафриканска држава и пред воведувањето на вонредната состојба биле значително заострени, а сега се очекува дополнително присуство на полиција и други вооружени сили на улиците, плажите, хотелите. Тунискиот председател Беджи Каид Есепси ќе се обрати на нацијата по повод воведување на вонредната состојба. Вонредната состојба беше укината во март 2014 година, а стапи на сила од јануари 2011 по бегството на председателот Зине Ел Абидине Бен Али пред почетокот на уличните демонстрации што е предизвика арапската пролет. По револуцијата Тунис се повеќе се соочува со пораст на джихадистички напади, кои се одговорни за смртта на неколку десетици војници и полицајци. Сунитските екстремисти од Исламската држава извршија 2 напади во Тунис за 3 месеци. Вкупно 59 туристи загинаа во Тунис, 21 лице во центарот на главниот град, во музеот Бардо во март, а 38 лица на 26 јуни во туристичко место во Сус. Поранешната американска државна секретарка Хилари Клинтон, сега кандидатка за номинацијата на Демократската партија за председателските избори во 2016 година, ја обвини Кина дека краде комерцијални тајни, големи количества владини информации, како и дека се обидува да хакира се што не се движи во Америка. Кина се обидува да хакираат се во Америка, мораме да бидеме многу внимателни, војната моќ на Кина расте многу брзо, изјави Хилари Клинтон во саботата на предизборниот собир во Њу Хемпшир. Мораме да бидеме многу предпазливи, кинеската војска брзо се зголемува, основаат воени бази кои повторно им се закануваат на земјите со кои што имаме договори, како што се Филипини, бидејќи градат во спорни области, рече некогашната прва дама на САД.
Прашањето за кибернетичката безбедност е едно од најгорливите во односите меѓу Вашингтон и Пекинг. Сад постојано ја обвинуваат Кина за хакерски напади, кое што пак упорно ги негира обвинувањата, нарекувајќи ги неосновани. Хилари Клинтон инаку се смета за фаворит за демократската номинација за претседателските избори кои ќе се одржат во 2016 година и се додаваат големи изгледи за вкупна победа. Македонскиот фудбалски репрезентативец Стефан Ристовски влегува во преговори со хрватскиот клуб Риека, кој е сериозно заинтересиран за неговите услуги. Покрај Латина, која му нуди 3-годишен договор, сега и Риека загриза за македонскиот интернационалец, а Ристовски во текот на денешниот ден треба да пристигне во овој хрватски град и да одржи прва рунда од преговорите. По банкротот на Парма, Стефан Ристовски е сега слободен агент, а има неколку интересни понуди за продолжување на кариерата. Тој изминатите 6 месеци ги играше во италијанскиот второлигаш Латина, кој сега му нуди да потпише и перманентен вносен договор. Но во игра е Риека, кој исто така има италијански собственик, а го посакува Стефан Ристовски како сериозно засилување за престојната фудбалска сезона. Постои можност и Ристовски да потпише договор со некој италијански клуб, се споменуваат и Сасуоло и Самдорија, а потоа да дојде на Кантрида како позајмен фудбалер. Македонскиот репрезентативец Даниел Мојсов потпиша денеска 2-годишен договор со турскиот второлигаш Адана Демирспор. По завршувањето на соработката со белгиски Лирс, Мојсов се одлучи да ја прифати понудата на амбициозниот турски второлигаш кој изминатава сезона во плејофот не успеа да се избори за место во елитата. 27-годишниот дефанзивец претходно се поврзуваше со трансфер во Тетовска Шкендија, но сепак се одлучи да продолжи интернационалната кариера. Претходно има настапи и за Македонија Ѓорче Петров и Вардар во домашниот шампионат, како и за Новосадска Војводина и Норвешки Бран. Поранешниот нападач на Металург Марко Симоновски од денеска е нов член на хрватскиот прволигаш Сплит, како што информира клубот на својот официјален сајт. Симоновски потпишал 3-годишен договор и треба да биде едно од засилувањата за навалната линија во наредниот период. Сплит изминатите денови го продаде Марко Рок во Динамо Загреб за сума од 4 милиони евра, а со тоа се отвори место и за ангажман на Симоновски. Покрај Сплит, во игра за негов ангажман беше и Истра 1961, сепак раководството на Сплит стигна прво до потписот на Марко Симоновски, кој минатата сезона ја мина во редовите на рускиот прволигаш Амкар Перм. На Медитеранскиот куп за кадети што се одржува во Александрополис, Грција, македонската пливачка Ана Јаневска собори рекорд во дисциплината 50 метри слободно, поставувајќи резултат 28,08 секунди, што е за 900 побрзо од рекордот на поранешната легенда на македонското пливање и олимписка учесничка Весна Стојановска. Рекордот на Стојановска беше поставен во 1999 година, а Јаневска е родена 2002 година и во моментов се надпреварува во кадетска конкуренција за девојчиња до 14 години, односно каде што во моментов настапуваат и оние што се родени во 2001 година. Активен на трансфер пазарот е еден од најискусните македонски кошаркарски интернационалци, Владо Илиевски, кој би можел да настапува во Италија. Македонскиот кошаркарски интернационалец Владо Илиевски се наоѓа пред трансфер во Италија, а во наредните неколку дена и официјално ќе биде познат неговиот нов клуб. Искусниот македонски репрезентативец ја напушта Цибона, а има понуди од 2 италијански прволигаш. Сепак поголеми се шансите да потпише за Армани Джинс Милано, каде што за нов тренер е именуван Јасмин Репеша, со кого во минатото работеше во хрватскиот тим Цедевита. Илиевски претходно во кариерата има настапувано во италијанското Палаканестро, за Лотоматика Рома, Види Вичи Болоња и за Монтепаски Сиена. Репрезентацијата на Чиле е новиот шампион на Копа Америка, откако синоќа ја совлада репрезентацијата на Аргентина по изведување на пенали, во продолжение за случувањето на тенискиот турнир Вимболдон. Репрезентацијата на Чиле за прв пат успеа да ја освои титулата на Копа Америка, откако синоќа во финалето ја победи Аргентина по изведувањето на пенали.
Во регуларните 90 минути во продолжението немаше голови, а по пеналите беше 4-1 за Чиле. Чиле е 8 репрезентација која успева да триумфира на Копа Америка. Уругвај со 15 трофии е најуспешен, следи Аргентина која остана на 14 последни од 1993 година. Бразил 8, Парагвај и Перу по 2, Колумбија и Боливија имаат по 1 трофеј. И двете селекции имаа шанси да дојдат до триумфот пред изведување на пеналите, а во рулет-серијата сите играчи на домаќинот Чиле ги реализираа пеналите. Фернандес, Видал, Арангуис и Санчес, додека на Аргентина единствено Меси беше прецизен, а Игуаин и Банега не ја затресо мрежата на чилеанскиот голман Браво. Најдобри стрелци со по 4 голови на 44-тото издание на Копа Америка се Варгас од Чиле и Гуереро од Перу. Бердих и Марај без поголеми проблеми поминаа во третото коло на Вимблдон. Бердих со 3-1 победи против Андујар, па во осмина финалето за противник ќе го има Симон кој го победи Монфилс со 3-2. Марај беше подобар со 3-0 против Сепија, нареден ривал му е Карловиќ. Швајцарскиот тенисер Роџер Федерер се пласираше во осмина финалето на Вимблдон, бидејќи во третото коло го победи Гроц со 3-1. Федерер во осмина финале ќе игра против Агут. Во наредната рунда ќе игра и Чилич кој го победи Иснер со 3-2 во сетови. Кај дамите српската тенисерка Јелена Јанковиќ го направи најголемото изненадување во третото коло на Вимблдон откако со 2-1 во сетови ја победи ланската шампионка Петра Квитова. Јанковиќ во осмина финалето ќе игра против Агнешка Радванска. Двократната шампионка Квитова во 2011 и 2014 го доби првиот сет со 6-3, а во следните два сета Јанковиќ беше поуспешна со 7-5 и 6-4 во гемови. На женскиот дел од турнирот победи пласман во осмина финалето изборија уште и Каролине Вознјачки, Медисон Кейс, Моника Николеску, Гарбине Мугуруза, Тимеја Башчински, Олга Говороцова и Агнешка Радванска. Да ја проследиме временската прогноза. Благодарам на вниманието. Пријатен остаток од вечерта.